Од рака на рака низ плоштадите и по куќите, волонтери од синоќа низ северниот дел на Грција го делат првиот број на Нова Зора, првиот месечен весник на македонците таму. При печатењето на тиражот од 20.000 примероци се појавиле само мали технички проблеми, но немало притисоци и обиди да се сопре неговото издавање. Главниот уредник Димитри Јоану заеден вели дека не е исклучена реакција на грчките националисти, но смета дека веќе ништо не може да ги спречи македонците во Грција објективно да се информираат за прашањата од нивен интерес. Веќе биле во преговори со професионални компании за весникот да се дистрибуира и по трафиките. Политички притисоци за сега немавме. Работите малку по малку се менуваат, мора да се менуваат, веќе живееме во Европска унија, не можат притисоците од облик на претходните години да се применуваат и така за сега се е во ред. Нова Зора ќе нуди теми кои не се наоѓаат на другите медиуми во Грција, непознати страни на познати случувања кои намерно останале во темница со децении, обични секојдневни приказни, анализи и мислења најавуваат од уредништвото. Првите реакции што ме прашавте, како што ми кажа моите колеги што се во дистрибуција, беа многу добри. Луѓе сами оде кон дистрибутерите за да го побарат весникот и честита за тој обид. Немавме некоја погрда реакција од неистомислениците. Дел од текстовите се објавуваат на грчки, а дел на македонски јазик, кој во Грција официјално не постои, но неофицијално според Јоану го зборуваат или го разбираат повеќе од пола милион луѓе. Весникот може да се најде и на интернет на сајтот novazora.gr. На македонците во Грција од денеска на располагање им е првото средство за информирање на мајчин јазик весникот Нова Зора. Од редакцијата овој ден го оценуваат како историски за македонското движење, но и за граѓаните на Грција општо, кои посакуваат европска и демократска иднина за својата земја. Весникот пред се им се обреќа на македонците кои сакаат да се во контакт со мајчиниот јазик, да го научат подобро и со него да ги бараат сопствените права, учејќи за сопствената историја и култура, соопштуваат од Нова Зора. Пораката која сакаме да испратиме е јасна, стои во редакциското соопштение на Нова Зора. Времињата на стравот поминаа. Нашата земја не може веќе да се крие зад прст, мора да се адаптира на тоа што се случува во другите европски земји. Но весникот е и со содржини кои се обраќаат и на пошироката публика, кон онаа, како што стои во соопштението, која не може веќе да трпи да живее во информативен мрак. Нова Зора на читателите им нуди теми за непознати страни на познати случувања, кои според весникот намерно останале во темнина со децении, натаму приказни за обичниот живот и секојдневието, анализи и ставови без шминка. Од весникот повикуваат Грција да го остави минатото кое ја довело до економски, политички и социјален банкрот, да ги преиспита релациите со граѓаните кои се од различно национално и јазично потекло и истото да го направи и со соседните земји. Стартуваше првиот македонски весник во Грција, Нова Зора. Пораката е јасна, времињата на стравот помина, Грција мора да се прилагоди. Со ова изјава на Димитри Јоану, главниот уредник на Нова Зора, вчера почна дистрибуцијата на долго очекуваниот гласник на македонски. Стартот мина без проблеми. Народот го купува и чита весникот, вели Јоану за Сител. Нова Зора ќе биде месечник, ќе излегува на 16 страни со голем А2,5 формат и претежно ќе биде на грчки, но ќе има и македонски текстови. Знаете, за жал, нашите македонци во Грција не знаат да читат македонски, нели немаме училишта. Весникот се пишува на таков начин што да можат да го разберат и да го чувствуват и тие што имат македонски идентитет и тие што немат изградено македонски идентитет, за да може да се свестат малку по малку. Темите во Нова Зора ќе бидат посветени на македонските прашања и македонштината, политиката, економијата, културата и историјата, ќе има и македонски хумор. Интересно, во финансирањето на весникот помагаат и грци. Околу финансиите секогаш постои проблем, но сме благодарни на нашите економски мигранти што се наоѓаат во Канада, во Австралија, нашите членови во Грција, исто така и демократи грци што колку што можеше секој помогна и така некако се снајдовме. Нова Зора го скрши ледот во Грција. Обиди за македонски весници и учебници имало во Втората светска војна и во текот на граѓанската војна, но останаа само на обид или беа спречени на стартот. Редакцијата на Нова Зора ветува дека и доколку има притисоци, ќе истраат во намерата и издавањето на весникот.